Неколку училишта низ Македонија утрово добиле закани за поставени бомби, што повторно предизвика масовни евакуации на учениците и наставниците. Според информациите, дојавите пристигнале преку електронска пошта, а надлежните служби веднаш реагирале за проверка на безбедноста. Министерството за внатрешни работи потврди дека досегашните проверки не откриле вистинска закана, но најавија интензивна истрага за изворот на лажните пораки. Ова е најнов случај во серијата закани кои со месеци ги вознемируваат образовните институции. Родителите се загрижени за безбедноста на своите деца и бараат од властите трајно решение за овој проблем. Одредени училишта размислуваат за воведување нови безбедносни мерки, вклучително и ограничен пристап до зградите за време на наставата. Експертите предупредуваат дека ваквите дојави можат да имаат сериозни психолошки последици врз учениците, создавајќи чувство на несигурност и страв. Властите апелираат до граѓаните да останат смирени и да соработуваат со надлежните органи во борбата против лажните закани. Зголемените цени на основните прехранбени производи продолжуваат да ги одвраќаат граѓаните од редовното пазарење. Многу домакинства купувањето го сведуваат на минимум, фокусирајќи се само на најосновните намирници, додека некои дури и се принудени да се откажат од одредени производи. Трговците потврдуваат дека прометот е значително намален, особено во последните неколку недели, кога цените на млечните производи, месото и овошјето достигнаа рекордни нивоа. Малите пазарџии велат дека купувачите се почесто бараат алтернативи или купуваат помали количини. Граѓаните бараат од владата конкретни мерки за спречување на натамошниот раст на цените. Некои предлози вклучуваат замрзнување на цените на основните прехранбени производи, зголемена контрола врз трговците и намалување на ДДВ-то за храната. Економистите предупредуваат дека ако инфлацијата продолжи со исто темпо, куповната моќ ќе се намали уште повеќе. Прогнозите укажуваат дека без брзи економски интервенции, трендот на избегнување пазарење ќе се продлабочи во наредните месеци. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис од Санторини изјави дека целиот државен механизам е мобилизиран за справување со серијата земјотреси што го потресоа регионот. Тој ги повика граѓаните на смиреност и увери дека властите прават се што е потребно за да ја следат состојбата и да спречат поголеми последици. Сеизмолозите потврдуваат дека во последните часови се регистрирани неколку потреси со умерен интензитет, но предупредуваат дека може да следат и дополнителни сеизмички активности. Локалните власти веќе презедоа мерки за заштита на граѓаните и туристите, вклучително и проверка на стабилноста на клучните инфраструктурни објекти. Жителите и посетителите се советуваат да останат внимателни и да ги следат официјалните упатства за безбедност. Некои туристички објекти привремено се затворени, а надлежните служби спроведуваат проценка на штетите и можноста за евентуални дополнителни потреси. Метеоролозите и сеизмолозите ќе продолжат со детално следење на ситуацијата, додека властите најавуваат дека ќе бидат подготвени за брза реакција во случај на нови потреси. Граѓаните се повикани да останат информирани и да постапуваат според официјалните препораки. Едно лице загина во оружен напад што се случи во Брисел, јавуваат медиумите. Според првичните информации, напаѓачот пукал кон жртвата во централниот дел на градот, пошто избегал од местото на настанот. Полицијата веднаш пристигна на терен и го обезбеди подрачјето, а во тек е интензивна потрага по сторителот. Сведоци изјавиле дека напаѓачот делувал смирено, но засега нема информации дали нападот бил насочен или случаен чин на насилство. Властите ги повикаа граѓаните да останат смирени, но и предпазливи додека трае истрагата. Дополнителни полициски сили се распоредени во клучните делови на градот за да спречат можни нови инциденти. Мотивите за пукањето се уште не се утврдени, а истражните органи разгледуваат различни можности, вклучително и лични или криминални пресметки. Јавноста очекува брзи резултати од истрагата, додека безбедносните служби продолжуваат со засилени контроли. Меѓународниот кривичен суд во Хаг му одговори на поранешниот американски председател Доналд Трамп, истакнувајќи дека евентуалните санкции нема да ја попречат неговата работа. Судот нагласи дека ќе продолжи да ги извршува своите надлежности независно од политичките притисоци. Оваа реакција доаѓа откако Трамп најави можни мерки против судиите и обвинителите кои водат истраги што можат да засегнат американски граѓани. Според него, судот нема легитимитет да суди на државјани на САД, но тие остануваат на ставот дека неговите одлуки се засноваат на меѓународното право. Во соопштението од Хаг се нагласува дека судот работи според римскиот статут и дека нема да подлегне на притисоци, без разлика од каде доаѓаат. Ваквата позиција доби поддршка од повеќе земји, кои ја истакнаа важноста на независноста на меѓународната правда. Политичките аналитичари предупредуваат дека евентуалните санкции од страна на Трамп би можеле да создадат тензии меѓу САД и европските сојузници. Во меѓувреме, судот продолжува со своите процеси, вклучително и тековните истраги за можни воени злосторства.